ног за славење и паметење во градот Потисарот. Штипуго да ја запише Кажав дека игра доста дисциплинирана одбојка и доколку сакаме да ги победиме, едноставно мора да прифатиме дел од нивната игра, а тоа е исто, така, дисциплинирано во одбраната, но и во нападот без многу грешки, тактички сервис и така натаму. Така што играчите би рекол 95% испоштуваа од она што го трениравме, од она што го имавме замислено како стратегија, како да го добиеме овој надпревар и видовме дека тоа лесно може да се случи доколку една дисциплинирана игра се почитува. Да се подсетиме, да се навратиме назад, ја на конференцијата прво кажав 3-0 за тамошната утакмица, всушност беше 1-3 за нив. Еве денеска се испостави тоа 3-0 што го споменав тогаш, тоест 4-0 на некој начин. Немаше притисок, доволно знаевме каква одговорност и што ќе правиме понатаму ако оваа фаза го поминеме како што треба. Ова сала е стрекна сала за нас. Во април го освоивме овде купот, исто така 3-0 доминиравме на овој паркет, така да зошто да не размислуваме да ова сала да ја присвоиме наша да биде. Лично за мене ова е најголемата победа пласна во мојата кариера. Екипата е составена од многу млади репрезентативци. И не е исклучен тука и тренерот Кристијан, што сме заедно по цело лето, повеќето играчи. За Славието неминовно е, но сепак треба да се свестиме, имаме првенство за играње, ќе чекаме дати за Милано, ако Господаре и таму да не, можеби ќе изненадиме. Не викам не. Сакам да кажам дека уживање е да се игра во вакви утакмици, во ваков амбиент. Верувам дека наредниот период малце ќе ни биде доста интересен, пошто ќе сме како топ тема во наредниот период. Тоа годи искрено да кажам, пред се знаеш, спортистите го сакаат ова, се трудат цело време, тренираат и на крај успехот е неминовен. Таму имавме доста падови, имавме доста променлива игра. Би рекол дека почнав фуриозно налик на сите овие 4 сета како што ги одигравме тука. Меѓутоа сепак домашна сала, атмосфера, мотивираност на играчите, они се искусна екипа која што долги години играат заедно. Едноставно кога гледаш дека ти фаќаат во одбрана бомби, кога не можеш да се справиш со нивната одбрана, е многу тешко да играш, посебно како што напомена имаме ние млади репрезентативци, сепак имаат искуство, меѓутоа немаат искуство како што имаат играчите на Колил, кои се од нив 8 до 10 години по возраст. И така да, пресудно според мене беше тоа, некој искуство, мал притисок и недисциплина во игра.